Со надпреварите од 19-тото коло започна пролетната полусезона во првата македонска фудбалска лига. Екипите на Шкендија и Ренова има успешен старт, откако и двете тетовски екипи забележаа победи против Силекс, односно Брегалница од Штип. Фудбалерите на Шкендија на домашен терен го совладаа кратовски Силекс од 2:0. Домашните фудбалери отпорот на Силекс го скршија дури во првата минута од судиското надополнување на првиот дел. Ферхан Хасани одлично се снајде во гостинскиот 16-сетник и успеа да погоди за водство на Шкендија после првиот дел. Во второто полувреме фудбалерите на Шкендија успеа да постигнат уште еден гол и само да ја потврдат победата. Новото засилување Дино Меджедович беше прецизен во 79-тата минута, со што ги постави конештите 2:0 за Шкендија на овој надпревар. Фудбалерите на Ренова забележаа значајна победа на гостувањето во Штип против квалитетно засилената екипа на Брегалница. Гипсарите од Джепчиште надпреварот го добија со минимални 1:0, а единствениот погодок на овој дуел беше дело на Мухамед Усеини уште во 10-тата минута. Домашната екипа во 36-тата минута остана со играч помалку на теренот, откако Славчо Велковски доби црвен картон и до крајот на надпреварот не успеа да го загрозат водството на Ренова. На останатите надпревари од 19-тото коло на првата македонска фудбалска лига беа постигнати следниве резултати. Македонија Ѓорче Петров Работнички 0:3, Победа Пелистер 2:2 и Вардар Шкупи 3:0. На врвот на прволигашката табела нема промени. Екипата на Вардар е на првата позиција со 44 бодови, 4 повеќе од тетовска Шкендија. Екипата на Ренова со победата над Брегалница се искачи на 5-тата позиција со 26 поени, односно 4 помалку од местата кои водат во фудбалска Европа. Следното коло на програмата ќе биде во недела, кога ќе се одигра и дербито помеѓу Вардар и Шкендија, додека Ренова на домашен терен ќе игра против Македонија Ѓорче Петров.